Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов, Бог да биде со вас и да ве благослови изобилно. Бог преку пророкот Еремија сака нешто да ни каже и во денешно време. Оваа книга на пророкот Еремија е напишана некаде околу 630 година пред нашата ера. Пред Христос. Пророкот Еремија го повикува народот на покаяние. Тоа е неговата тема, постојано ги повикува на покаяние. И велејќи доколку не се покае народот, го чека робство и уништување, тешка казна од Господ Бог, заради сите нивни гревови. Затоа во Еремија 2 глава 5 стих вели: Господ зборува вака: каква неправда најдоа вашите очи на мене, та се оддалечи од мене. Тргнавте по суетата, та самите станавте суетни. Овие се тешки зборови, но вистините. Прашањето што го поставува Бог преку Еремија има негативно значење во смисла каква неправда најдовте во мене. Каква? Никаква. Бог постојано им се објавуваше и ги штитеше. Постојано им даваше благослов и радост на нивните празници, кои беа воспоставени од Господ Бог. Бог и во најтешките моменти ги избавуваше од сите нивни непријатели, а тие имаа доста непријатели. Но и покрај сета Божја добрина, благост, љубов, писмото вели: вие се оддалечивте од мене. И Исус им рече на фарисеите истите зборови: а кој од вас ќе ме обвини за грев? Исус во ништо не им сгреши, освен во тоа што ја кажуваше вистината, а тие не сакаа да ја слушаат. Вистината им беше непријатна да ја слушаат. Кога некој ќе го напушти Бог и ќе го замени со идоли, со предмети, суети, самиот ќе стане суетен, како што вели пророкот Еремија. Зашто идолите направени од човечка рака не се ништо друго освен оформени предмети за некоја религиозна цел, која не вреди ништо, ниту може да им помогне да станат среќни, благословени, исполнети, да имаат задоволство. Таквите идоли и предмети тие ги наречуваа богови, свој богови. Кога го читам пророкот Еремија, иако ме враќа назад 2500 години и повеќе, Еремија ми дава на знаење дека не сум назад. Зашто ние живееме како да сме во тоа време кое е и наше време. Секој што го напушта Бог, го осуетува сопствениот живот и живее во празнина, во беда, во мизерија од секаков вид. Евреите во тоа време Израел сакаа да бидат како другите народи. Некако им се допаѓаше слободата во гревот и беззаконието. Кога живее под теократија, а теократија значи Божјо владење над еден народ, мислеа дека не се слободни и затоа бараат цар како другите народи што си имаа секој свој цар. Теократијата им изгледаше стега и робство. И затоа народот во тоа време го напушти заветот со кој беше заветуван дека ќе му служи на Господ и само на Господ. Тој ја напушти првата љубов, кога целиот народ еднодушно рече: ќе му служиме на Господ, на Јахве. Но ете, не го одржаа заветот и ги привлекоа идолите и боговите на другите народи, за кои Господ беше рекол: немојте да ги присвојувате за себе, тие ќе ви бидат стапица, ќе паднете заради нив, ќе се одвоите од мене. И денес причината, почитувани, е иста. Многу луѓе знаат дека треба да му служат на Бог, знаат дека не треба да грешат, знаат дека тој е свет и праведен и дека го мрази гревот. Сепак тие се оглушеваат и си одат по својот измислен пат на своја религиозност, свој начин на живење, кој е одвоен од Бог. Понатаму тие измислуваат своја побожност, како што им одговара, и со истата си прават ослободување на совеста на животот. За нив доволно е да посетат некое свето место наречено храм, гроб и така натаму. Или да направат еднаш годишно причест и со тоа да мислат дека за цела година се ослободени од обврската кон Бог.
Религијата без Бог е робство. На луѓето им се наметнуваат секакви обврски кои се некорисни и немаат спасителна сила. Во денешно време свештенството на религиите се толку ослободени кон гревот, што истиот го манифестираат како пример за народот. Гревот не е толку страшен, тој се прикажува како да е се во ред, колку што е страшно да ја читаш Библијата. Кога ќе почнеш да ја читаш Библијата, народот ќе вели, тие што не го познаваат Бог, во каква секта си отишол, кој те заведе. Така се сваќа во нашето општество читањето на Библијата, на оваа Библија, која што ни е дојдена и која што ни е дар од Бог за наше добро, за наше спасение, да се информираме за Бог, кој е Бог, што направи за нас. И така, луѓето имаат сосема друга перцепција, друг начин на видување на нештата. Затоа време е секој да ги напушти своите зли патишта и да му служи на живиот и вистинскиот Бог, кој има вечна слава. Твоето привремено оддалечување од Бог на оваа земја по смртта ќе биде вечно оддалечување на тебе од Бог. Затоа дојди сега кај Бог. Тој те повикува и преку пророкот Еремија, и преку Исаија, и преку сите апостоли, преку зборовите на Исус. Дојдете кај мене сите вие кои сте обременети, јас ќе ви дадам одмор за вашите души. Исус Христос рече: јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа при татко ми, освен преку мене. И Јован 3,16: зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, та секој што верува во него да не загине, туку да има живот вечен. Нему слава во сите векови. Амин.